самиот текст што го прочитавме, нели, а и од реакциите на луѓето кои биле вклучени околу Христовото воскресение, читајќи ги, нели, расказите од Евангелијата, осознаваме дека не разбираа, никој не разбираше што се случило. Абсолютно никој. И овие двајца ученици во разговор што ги имат меѓу себе, кога одат од Ерусалим кон Емаус, кога Христос, нели, им се придружува и ги прашува што така толку дискутирате, нивната реакција: ти ли си единствениот, ти си сигурно единствениот тугинец во Ерусалим кој не разбрал што се случува. Му било веројатно смешно на Христос да слушне таква реакција, зашто вистината е дека тој единствениот разбираше што се случило. Ке се обидеме да видиме реакции на различни луѓе кои се така вклучени длабоко во сите тие настани, и очигледно е дека тие не разбирале. Како што и денес малкумина на вистина разбираат што се случило на Великден, а го празнуваат. И гледајќи ги тие реакции на луѓето од првиот Великден, така да кажеме, и деновите кои претходеле, кои се во настаните кои водат до смртта и воскресението на Христос, она што можеме, нели, да ги видим, нели, реакциите што ги имат се така во збунетост, во конфузија, како реакциите на луѓето од скриените камери. Сигурно сте гледале такви, нели, скриени камери. Режисерот ќе најде некоја личност, се случуваат некои нешта кои се чудни, несватливи, и целта да се види конфузијата на човекот, реакцијата во такви настани. И на крајот доаѓа, нели, оној што камерманот или кој да е, и вели: погледни, и насмее се, скрие на камера, и тогаш станува се јасно. Така некако изгледа однесувањето на тие луѓе. Збунети се. Многу нешта се случуваат околу нив, поврзано со Христос, и тие не можат да разберат. Збунети се, дека на крајот, нели, Христос не се појави и им рече: ова е вистината. И тогаш следи онаа нивна реакција на разбирање. Ајде да видиме кои се личностите. Прво, ајде да се воведеме во настанот од неделата. Се почнува, или тоа неразбирање почнува уште од сабота, кога Христос во Витинија ќе го воскресне Лазар. Сестрите негови се збунети, зашто Христос доцни, го нема. Лазар веќе умрел, дури на погребот не му дошол, после 4 дена доаѓа. И кога Христос го воскреснува, се објавува како оној кој дава воскресение, вели: јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене нема да умре, ќе живее вечно. И тогаш некако станува малку јасно на Марта и Марија за, нели, Христовата мокна воскресение, меѓутоа се уште не е јасно како тоа ќе се случи. Во недела неговото славно влегување во Ерусалим на Цветници, кога многу народ, илјадници луѓе го дочекуваат како царот, оној кој ќе треба да дојде и да им донесе царство, славно царство на евреите. Христос влегува во храмот, вечерта се заминува во Витанија, и следниот ден, одејќи кон Ерусалим, гледа една смоква, исушена, тоа е без плодови, и тоа е проколнува да се исуши. Не им е јасно на учениците. Христос продолжува кон храмот, го исчистува од трговците, од сето тоа безчестие кое се случува во храмот, како една символика на она духовно сушење на Израел. Следниот ден пак одат кон Ерусалим, се враќат, нели, преспиваат во Витинија, се враќат, гледат смоквата проколната, и Христос го објасна духовното значење. Повторно поучува во храмот, се моли од Масленовата гора за Ерусалим. Во средата веќе се прави конечниот план за неговото апсење и екзекуција, и тоа се случува во четврток, после Паската, што има Христос со учениците. Во раните во утренски часови во петокот доаѓа Јуда со стражата од храмот. Христос изведен на суд пред Синедрионот, потоа пред Пилат. Пилат го испреке кај Ирод Антипа, Ирод Антипа го враќа кај Пилат,
каде што конечно тој е осуден на смрт, екзекутиран, сабота е во гробот и недела се случува воскресението, жените одат кај гробот, го гледат празен, ги повикуваат учениците и тука сега доаѓаме до тие 20 ученици кои одат кон Емаус и сите се в чудо невидење, не знаат што се случува, збунети се, не разбираат. Ајде да видиме реакцијата прво на Пилат, бидејќи тој некако е така многу еден типичен представник на погрешното разбирање на Христовата смрт, Христовото воскресение. Значи, рано наутро тоа се случува, не знаеме во колку часот, многу рано. Го носат првосвештениците кај Пилат, зашто со намера тој да го осуди на смрт, зашто самите духовни водачи на Ерусалим немаат право на екзекуција и на смртна пресуда. И доаѓаат кај него со сериозно обвинување против Христос, дека тој го одвраќа народот, тоест го бунтува народот против Римската империја и го убедува да не плаќа данок, што навистина е обвинување за смрт. И почнува Пилат едно распрашување. Тука многу кратко тоа е представено од Лука. Ти ли си царот јудејски? Христос вели, ти велиш. Но од другите евангелија може да видиме дека се развива една дискусија во која Пилат осознава дека пред него има личност невообичаена во смисла на мудрост, во смисла на морал, на етика. Сака Ирод да започне филозофска расправа за вистината и така натаму. Пилат не може да најде вина кај тој човек. Разбира дека обвинението на првосвештениците е неправедно. Разбира дека пред себе има моралист, има пред себе филозоф, умен човек и сака да го ослободи. Првосвештениците инсистираат уште повеќе и додаваат и ново обвинение, велат тој од Галилеја до Јудеја, сериозна работата велат. Тој од Галилеја, целиот еврејски народ го крева на востание. И во тој момент Пилат наоѓа вратичка како да ја префрли одговорноста на Ирод Антипа, кој па е управник на Галилеја. Разбира дека Христос доаѓа од Галилеја. Што ме тоа не е моја ингеренција, таму е задолжен Ирод, нека тој го решува проблемот. И го испреќа кај Ирод. Потоа Ирод пак го враќа кај Пилат. Пилат се обидува да го ослободи тој добар човек од лажното обвинение, го казнува, го камшикува и така целиот во крв го враќа Христос пред фарисеите, очекувајќи дека сега тие ќе бидат може малку така задоволни. Но тие инсистираат и на крајот, нели, пред тој општонароден суд, на кој што фарисеите ги подготвуваат луѓето да го распнат Христоса, да го ослободат Варнава, кој навистина е бунтовник и организатор на востание против Рим, Христос е осуден и екзекутиран. Пилат гледа во Христос на добар човек, гледа во Христос моралист и сака да го ослободи. Меѓутоа, притиснат од обвинителите, на крајот прави компромис. И испраќа, според неговата представа, добар човек. Морален учител. И денес многумина гледаат така на Христос, како на добар учител. Многумина кои одат на црква, меѓу другото, одат таму зашто си велат, ние треба да оддадеме почит на една таква личност која и со својот живот дури отишол на крст и да ни даде еден пример на самопожртвуваност. Има луѓе кои дури учат теологија, си го посветуваат животот на теологијата, зашто се убедени дека заслужува Христос како добар учител, морален, да учиме од него и да го симаме неговиот пример на живот како модел на кој ќе ги учиме останатите. И него разбираат вистинското значење на воскресението, на Великден. Пилат мислеше дека испрати на крстот добар човек, не осознавајќи дека всушност тој е царот на царевите, Севишниот, оној кој не може да биде
убиен. И како што рековме, Пилат, сакајќи да се ослободи од таа обврска, го праќа кај Ирод Антипа. Ирод Антипа е управник или цар на Галилеја, каде што Христос најдолго време служи. Најголем дел од неговата служба, временски, е концентриран во Галилеја. Таму ги прави меѓу останатото најголемите чуда. Ирод чул за тие чуда. Слушал многу за Христос, ама никогаш немал можност да ги гледа, да види, да се запознае со него. И сега кога му го носат Христос, тој многу се израдувал и рекол, најпосле се сретнав со тој човек. Сега овде, бидејќи, јас сум цар, сега ќе ми направи некој волшебство, некој чудо ќе ми направи. И бара од Христос да му направи чудо. Ама бидејќи Христос не е ефтин волшебник, не му направи нито едно чудо. Го убедуваше, го распрашуваше, Христос не реагираше на никаков начин, вели. Му поставуваше многу прашања, но тој не му одговори на никаков начин. Зашто разбирањето на Ирод за Христос беше сосема поинакво до она што е вистинското. Ирод гледаше на Христос како на чудотворец, интересен човек. Човек кој може да забавува со своите невообичаени волшебства и затоа многу се израдува. Се рече, сега овој ќе ми го разубави денот. И Христос не реагираше на таквите барани и се изнервира. А пак, згоре на сето тоа, читаме дека првосвештениците не престана, устата не ја затворија со изнесување на обвиненија против Христос. Сигурно, нивните обвиненија биле како оние што ги дадоа пред Пилат. Овој тука во Галилеја сака да ти ја земе власта. Тој сака да те симне од престолот. И на крајот, што направи во неговата фрустрација, Ирод го исмеа, го понижи Христос. Откако го понижи тој и војниците неговата страна, тој го предаде Христос на неговото обезбедување, на неговите телохранители да го исмеваат. И за да го понижи уште повеќе, пишува, го облече во свечена облека. Така некако, ти сакаш да си цар, мене да ме замеш. Ајде, ке ти облечем свечена облека. И така го пушти. Да, многумина денес го бараат Христос, многумина, дури и за многумина христијани во црквите, Христос е повод, црквата е повод за интересни случувања. Одиме таму за да има интересни случувања, да биде забавно, да направи некој чудо, да видиме некоја манифестација интересна во црквата, да ни е забавно. Тоа бе очекувањата, меѓу другото, на Ирод. Тој затоа се израдува, конечно, сретна тој што прави чуда. За многумина Великден е токму таа можност да се позабавуваат, да се соберат вечерта пред храмот, да имат и социјален живот, па потоа да се позабавуваат со кршење на јајца, со свеките, па следниот ден, трпезата и сите останалите работи. Не сакам да кажам дека не треба да се собираме, да имаме убава трпеза сите тие работи, ама не е тоа суштината на Великден. И не е суштината на Христос нас да не го забавува животот. Не е суштината на црковниот живот во црквата да гледаме чуда. Ако нема чуда, ќе си одиме. Таму нема чуда. Тоа не е вистинска црква. Ирод се исмеа на него, незадоволен, фрустриран, како што многу христијани кои се привлечени со такво евангелие, под наводници, ако поверуваш чуда ќе се случуваат и ти постојано ги гледаш чуда, ќе се разочараат на крајот од Христос и си одат. Не сакаат таков Христос. Не ја разбираат суштината на Христовата жртва и воскресение. И така Ирод на крајот испрати еден за кого сметаше дека е негов ривал.
конкурент. Така, со подсмев го избрка. И мислеше дека се ослободил конечно од некој проблем во Галилеја, зашто Ирод, Антипа и Понтиј Пилат биле скарани. Нивните односи биле многу закрвавени. А во Галилеја Ирод има човек кој може да биде политички проблем. Конечно се вели, ќе се ослободиме од него, но го праќа пак кај Пилат и во продолжение Лука вели и кога го однесе кај Пилат, тогаш тие се здобрија. Односите им се подобрија, се спријателија, се помирија. Зашто Ирод му го предава противникот, му каже, еве ти си авторитетот, овој наш, така да кажеме, политички ривал треба да биде осуден од тебе. Без да знаат и двајцата дека никогаш не може да се ослободат од авторитетот, од власта на Христос. Не разбира, едноставно не разбира. Жените кои што беа на гробот, тие на нив Евангелијата посветуваат многу внимание. Рано наутро, многу рано наутро, тргнаа подготвени кон гробот, не знаејќи што се случува, не разбирајќи што се случува на Великден, не разбирајќи кој е Христос навистина. Се подготвиле добро, вредни жени, така да кажем, вредни почитувачки на Христос. Купиле скапи масла, зашто не знаеле кој е Христос. Тие ако знае кој е Христос и кој е неговата служба, немаше да дават толку пари за масло кој не го употребија за намената за кој требаше да го употребат. Напразно се ги потрошија парите. Напразно станаа толку рано. Не разбира. Напразно по патот се грижија. Тие беа загрижени. Сега ќе стигнеме таму, ама кој ќе ни го отвори гробот? Што во тоа време гробовите биле глабени во карпи и затварани со тешки камени. Ние сме 3 жени. Како ќе се справиме со тоа? Зашто не знае, не разбираа што се случува. И кога стигна таму, го видоа отворен гробот и пак се зачудија, зашто не очекуваа воскресение. И кога влегува внатре, го видоа празен, не точно празен, сосема празен, зашто таму беа тие платна, кои требаше, нели, да ги симнат и да го помазат телото на Христос. И таму тогаш пише еден млад маж, им вели, не плашете се, вие го барате Исус од Назарет распнатиот. Тој воскресна, не е овде. Еве го местото каде што беше положен. А пише дека кога влегува пред да го видат тој маж, се уплашија многу. Се уплашија многу. Ако разбираа што се случува, немаше да се уплашат. Ке се зарадуваа. И потоа продолжува, им вели тој млад човек, не одете, кажете им на учениците негови и на Петар дека тој пред вас ќе отиде во Галилеја. Таму отидете, таму ќе се најдете со него. И штом излегол, побегнаа од гробот, зашто ги офати страв, ужас, многу се уплашија, зашто не разбираа што се случи таму. И никому не рекоа зашто се плашеа. И потоа гледаме дека одат кај учениците, Петар и Јован ќе се стрчнат кон гробот, ќе го видат празен, во меѓувреме Марија Магдалена пак ќе се врати, ќе има средба со двајца облечени во бели облики, едниот од едната страна кај што лежал Исус, другиот од кај главата, другиот од кај нозете и така натаму, и пак ќе се уплаши. Не разбираа што се случува. Знаете, тоа се жени кои се вредни и околу Великден ќе подготват се што треба да се подготви. А знаете, многу работи треба да се подготви околу Великден. Треба прво четврток рано, пред изгресојце, домакинката да стане, па да ги вапса или исврба јајцата. Па потоа треба во сабота да се направат многу работи, нели, поврзани со вере. Па во недела треба баклава, јакнешко, орис, многу работи има околу Великден. Многу работи кои немаат ништо со Христовото воскресение. Немаат никаква врска со
Истинското значење на Великден. Како што овие жени не разбира што се случи и отидоа со добра намера, но ништо од тоа не беше од корист. И маслото што го купија беше напразно, и грижата, и она што планираа да го прават. Не разбираа, како што мнози на денес го празнуваат Великден, и воопшто не разбираат што се случило на Великден. Се товарат со многу стравови, ужаси, ако не направат нешто, ако не извршат некој обичај, зашто не ја разбираат вистинската смисла на Великден. И учениците, конечно тука откриваме зошто ништо не разбираа. Зашто те имаа погрешни очекувања. Зашто имаа други разбирања за Христос. И 20 ученици кои одат кон Емаус се така најјасен израз на разочарувањето, на збунетоста на учениците, на сите ученици. Слушнале, значи недела, слушнале дека гробот е празен, одат кон Емаус, меѓу себе си разговараат и Христос во еден момент така влетува во тој разговор. Ги прашува што толку се случило и нели тие одговараат ти ли единствениот, па сите знаат, цел Ерусалим за тоа збори, тие од небо ли се паднал? Ако кажа ти од небо ли се паднал, ќе ја кажа вистината, зашто од небото дојде, не падна, но дојде. Но тоа беше единствениот што разбираше. И му објаснија, ние и клучните зборови се, ние се надевавме во 21 стих, ние се надевавме дека тоа е оној што треба да го избави Израел. Ние се надевавме во него, а што се случи? Иако беше пророк силен на дело на слово пред Бог и пред сиот народ, првосвещениците, управниците го предадоа да биде осуден и го распна. А ние се надевавме на него. И згора на сето тоа сега пак и телото му го нема. Гробот е празен. Една голема збунетост. И Христос ќе почне да им објаснува од Стариот Завет, Мојсеј, пророци и така натаму, што на вистина требаше да случи, која е Месијата. Очекувањата на учениците за Христос беа поинакви од она што на вистина требаше да го очекуваат. Затоа нема разбирање како што многумина денес немаат разбирање за Великден, зашто од Христос имаат сосема поинакви очекувања. Некои очекуваат Христос да дојде во нивниот живот, да им донесе пари, здравје, радост, постојано да се без грижи, без проблеми и така натаму. Како што се надеваа и овие ученици. Но мнозина и денес, како и тогаш, можам да кажам дека мнозинството, малкумина се оние што разбираат, денес ново кога се слави од цел свет. И синоќе на сите вести велеа, ова ретко се случува и православни и католици да слават во истиот ден, како да нема други, нели? Поправам би кажале исток и запад. Исток и запад, источната и западната традиција во исти ден го слави Великден. Но за жал и во источната и во западната традиција малкумина се оние што разбираат што на вистина се случи на Великден. А оно што се случи на Великден е суштината на целото христијанство. Зашто христијанството се темели, се гради на воскресението. Ако не е воскресението, немаме христијанство. Целото христијанско учење е градено на воскресението, на Христос од мртвите. Христијанството е вера на воскресение. Зашто во Христос човекот воскреснува преку верата во Христос. Зошто е толку важно воскресението? Може би најрепрезентативен текст е оној што Павле го пишува во 1 Коринтини, 15 глава,
што ако Христос не воскреснал од мртвите. Кој е Христовото учење? Христос јасно во своите проповеди се откри себе си како спасител на светот. Како оној кој што доаѓа е пратен од Отецот да ги избави луѓето од гревот, да ги откупи, да ги ослободи од осудата, да ги избави од Божиот гнев на крстот. Дека тој треба да биде онаа жртва, онаа јагне, Божие пасхално јагне, кој ќе ги земе на себе гревовите на светот така што ќе биде жртвуван. И во описите што ги дава и тој за своето дело на крстот и апостолите, символиката или илустрацијата е робството од древноста. Кога некој човек должи некому и не може да го врати долго, тој станува роб. Додека некој не го откупи неговиот долг, не го плати неговиот долг. Сите ние во грешноста, во нашиот бунт, во гревот против Бог, сме станали робови на тој грев. Христос застанува како нашата откупна жртва на крстот и го плаќа тој долг. Не откупува, не ослободува тоа робство. Не доведува до Бог преку таа жртва. Не прогласува за праведни, не оправдува. Но сето тоа нема сила ако тој не воскреснеше од мртвите. Со воскресението, преку воскресението, Христос се потврдува како божествената жртва. Дека не отишол обичен човек да умре за гревовите на светот. Ако не беше воскресението, сето негово учење паѓа во вода. И затоа Павле како основен аргумент го зема тој, ако не беше, ако Христос не воскреснал, се е празно. И тој вели празна нашата проповед. Со други збори тој сака да каже немаше да има проповед. Празна нашата вера. Немаше да има вера. Тогаш сме уште во грев. Ако Христос не воскреснеше, тој ќе останеше само еден од оние месии кои доаѓале на историската сцена, се потврдувало дека се обични луѓе и биле заборавани. Христос ке беше заборавен. Немаше да има воопшто христијанство, немаше да има црква и ние немаше да бидеме собрани овдека и немаше да проповедаме за него. Тоест, ке бевме се уште во гревовите, се уште ке бевме мртви. Воскресението на Христос е потврдата дека тој навистина е испратениот Божи син кој на крстот не откупи од гревот, не облече во праведност, не доведе во Божјото присуство. Воскресението на Христос не воскреснува нас и за нов живот овдека и не воскреснува за вечен живот. Ако Христос не воскреснеше, и ние нема да воскреснеме и тука за нов живот и за целата вечност. Затоа христијанството е вера која се темели на тоа воскресение од мртвите. Зашто секој може да отиде на крстот и да се објави за спасител, но нема да воскресне. Знаете, некој отишол кај мудар човек, духовен учител, и му рекол, како да почнам јас нова религија? И помене да тргнат следбеници. И он му рекол, лесна работа. Објави се за Месија, привлечи го гневот на луѓето, нека те распнат, воскресни на третиот ден и ќе почнеш нова религија. Да, лесно е за Бог, зашто само Бог може тоа да го направи. Инаку, без воскресението, ние сме луѓето кои се најмногу зашалени, зашто имаме надеж во вечен живот, а всушност излегува дека Христос ни е само тука за на земјата. Да се надеваме само за овде за земјата. И ако Христос е само морален учител за нас, многу сме зашалени. Зашто на крајот пак
во смртта се губи сета надеж. Джеферсон, Томас Джеферсон ли беше председателот, третиот, тој кој што бил од оние моралистите христијани, многу се восхитувал на Христос, ама никој не можел да ги прифати чудата. И затоа, кога пишувал текст, Великденска порака, го прочитал она и Христос, нели, беше распнат, погребан, беше ставен каменот и до овдека. Но, големиот пример останува како тоа отиде на крстот да се даде за други, така и ние треба да се жртвуваме. Никакво христијанство не е она кој што завршува со каменот пред гробот. Нема надеж, нема вера, нема проповед, нема воскресение, нема вечен живот. На италијанската страна на Алпите има една патека, Вија Долороса се нарекува, како имитација, нели, на патеката што Христос се поминува од Ерусалим до Голгота. И луѓе одат. Таа патека горе завршува пред еден крст. И луѓе одат таму. Тоа е, и патеката е истапкана, така да кажеме. Може да се стигне до таму лесно. Меѓутоа, малкумина знаат и не може да забележат, зашто зад крстот патот нема патобрасна, тоа е со грмушки, со дрвја. И треба тешко да се пробиеш, уште не знам неколку метри натаму, и стигнуваш до празен гроб. Знаете, малкумина се интересираат што има позади крстот, таму да стигнат. И не одат понапосади да видат што има и таму, и затоа нема патека во брасната. Така и многу луѓе денес го празнуваат празникот без да стигнат до најсуштинското, важното. Празниот гроб, воскресението, кој нас не воскреснува. И јас мислам дека не случајно, зашто Бог ништо не случајно прави, Паската, целиот тој празничен циклус на воскресение е календарски во еден таков момент од годината кога се уживува, се воскреснува. Знаете, пролета е оној период кога се буди се околу нас. Пред некој ден почнаат да зуат пчелите, расцветаа дрвјата и сега крошните се полни со пчели, слушаш само зуење. Се раззеленува, почнуваат да излегуваат и они досадните муви, од каде се пикале не знаеме, мравките од земјата, се оживува. Христовото воскресение го оживува човекот. Единствениот начин мртвиот човек да оживе за нов живот, живот со Бог, е Христовото воскресение. Верата во Него како наш спасител на крстот. Затоа, треба си го поставаме прашањето, може би некој ги слуша, овдека сметам дека знаеме, разбираме, но многумина не разбираат. И ке имаме ние предизвик овдека, ма и оние што слушаат, може би, да се запрашат, разбираат ли? Разбирате ли што се случи на Великден? Или сме како оние збунетите актери во тие оригинални случувања од пред 2000 години? Луѓето не знае дека таму, во таа недела воскресенска, Христос повторно ќе оживе. Бидејќи е Бог, и така Христос е прифатен целосно во неговото дело од Отецот. Тој ја плати казната за нашиот грев и имаме дар на вечен живот. Сето тоа бидејќи Христос воскресна. Навистина воскресна. И нека навистина веруваме во тоа и да се подсетуваме, посебно денес и постојано, дека единствено благодарение на таа жртва, на таа благодатна милост на Христос, ние можеме да имаме вечен живот. И сега, таа воскресенска сила, таа сила која го воскресна Христос од мртвите, действува во нас. Па се молиме. Татко Небесен, ти благодариме за тоа што ти за грешниот свет, недостојниот, изопачениот во грев,
Твојот противник, ти го даде својот син, за да секој што ќе поверува, не погине, но да има вечен живот. И ние се молиме сознанието, разбирањето, преку Светиот Дух да станува посветло во нас. Се молиме, Господи, давај ни нам мудрост, давај ни израз, тоа разбирање за Твоето дело на крстот и воскресението да стане разбирливо и за луѓето околу нас, за овој свет кој празнува, но не разбира, кој се надева, но живее во темнина. Се молиме, нека Твојата црква биде успособена од Твојот Дух, оживи, Господи, преку сведоштвото за Тебе, да свети, да прска, Господи, јаснотија во овој свет. За надежта биде вистинска, разбирањето да биде јасно и за да има спасение, воскресение и вечен живот. Се молиме, благословија Македонија. Се молиме, Господи, избави го во наш народ од темнината, суеверието, од незнаењето. Отварај ги, Господи, срцата на луѓето за сведоштвото на Твоите светии. И се молиме семето што го сееме да паѓа на подготвена од Тебе почва. На срца чии што патишта до нив се исправени од Тебе. Се молиме, воскресни Македонија, воскресни го народот по Твојата милост и благодат. Соживија црквата и соживи го овој народ. И нека Твоето воскресение се слави, разбирајќи ја луѓето суштината на Твоето воскресение. Во името на Христос, нашиот Спасител и Господ, се молиме. Амин.